Се наоѓаме во паркот на франкофонијата со повод кој што навистина заслужува почит и внимание. Имено нашата позната кореографка, актуелна деканка на Филмската академија катедра за современ танц при Универзитетот Гоце Делчев. Дамата што направи огромни придвижувања на танцовата сцена за современиот танц кај нас и за негова афирмација. Основач на Танфец и Скопје танцов театар Рисима Рисимкин. Деновиве беше одликувана со орден за највисоки заслуги, односно доби титулата Витез на уметноста. Наградата, односно одличието Витез на уметноста и книжевноста ја доделува Француското Министерство за култура. Пред се, Рисима, честитки за ова престижно признание кое што верувам дека токму во оваа година, кога одбележувате голем 45 годишен јубилеј, има за вас посебно значење. Да, ви благодарам многу. Навистина е едно огромно изненадување за мене и пред се огромно признание за целата моја работа до сега и сум на некој начин воодушевена од тоа што ете една земја како Франција, која што е пред се колевка на уметноста. Тоа е земјата во која што балетот го добива своето првично место и во која што за прв пат 1661 година е основана првата академија за танц од кралот Луј XIV, така да многу сум среќна што имаме такво признание. Велите дека признанието ви дојде неочекувано, но е сосема заслужено и доаѓа како резултат на вашата долгогодишна работа, но и на одличните релации кои што успеавте да ги изградите со Франција, при тоа возможувајќи им на нашите танчери од Скопје танцов театар да настапуваат пред француската публика која е со итекако префинет вкус и на тој начин да го афирмира современиот танц и нашите македонски кореографии. Да, па за нас беше огромен, навистина огромен успех кога 2022 година бевме дел од годишната програма, значи планираната годишна програма на Националниот танц за современ танц Шајово Париз. И ние имавме настап 3 вечери поред, настапувавме со представата Идентитет и историја на еден растегнат сон, која што е сработена во короната и во која што нема допир пред се, меѓутоа публиката навистина имавме 3 вечери во кои што имавме секоја вечер овации, прекрасен прием и тие беа воодушевени од моментот дека од Македонија доаѓа една современа танцова трупа со таков квалитет. Мислам дека тоа гостување на некој начин го зацрсти веројатно и решението да бидам одликувана со овој извонреден престижен орден. Добитник сте на многу награди и признанија во текот на изминативе 45 години, но што го прави ова признание одличие посебно и различно? Па пред се тоа што доаѓа од странска држава, значи која што на некој начин ја препознава мојата работа, моите заложби како кореограф и како професор, пред се би рекла, бидејќи она што во Македонија се случи во изминативе 15 на години е дека направивме една академска програма универзитетска за современ танц и тоа нас не позиционира на европската мапа, би рекла, и светска во однос на современата танцова сцена. За мене е огромно признанието и мислам дека е поттик, би требало да биде поттик за младите да продолжат да работат, да не се откажуваат и покрај сите проблеми, туку да истрајат, бидејќи еве на крајот гледаме дека секоја работа вродува со плод. По повод врачувањето на орденот беше организиран и прием кој што се одржа во француската резиденција. Може ли малку да ни доловите од атмосферата, од емоциите, од самиот тој настан кој што беше пропратен нормално со многу позитивна енергија, со многу насмевки, со многу топлина и една потврда не само за вашиот квалитет и вашата работа, туку и воопшто за нас како народ, како нација. Па тоа беше една, би рекла, интимна вечер, така како што французите знаат да направат, една прекрасна софистицираност имаше во целата таа осмисленост на вечерта.
Одличието ми го додели францускиот амбасадор моментално кој што е тука во земјава и навистина големи беа емоциите, беа присутни луѓе кои што ми се блиски и се разбира некои луѓе кои што на некој начин допринале за мојот уметнички развој. Тука би истакнала и директорите од Националната опера и балет кои што ми укажаа чест, бидејќи сепак тоа е моја матична куќа. И јас се радувам што покрај нив беа присутни Скопје танцовиот театар, танчирите, некои новинари и така натаму. Мислам, тоа беше една прекрасна вечер исполнета со емоции, меѓутоа на некој посебен начин би истакнала, бидејќи така едноставно да се направи нешто што е толку значајно, навистина заслужува признание. Ова е еден прекрасен почеток на вашата јубилејна година, 45 години, уметничка кариера. Што можеме да очекуваме до крајот на годинава уште од вас? Па, да, јас се радувам што ете доживеав да имам 45 години уметничко творештво, бидејќи далечната 1980 година се запослив како балерина во тогашниот Македонски народен театар и така стартував на професионалната сцена. Благодарна сум на сите мои професори досега, на сите мои ментори кои што ме пратеа низ годиниве и сите оние кои што ми пружија поддршка и се надевам дека годинава ќе биде исполнета со убави настани, ќе правам трет дел на трилогијата Идентитети под наслов Будење. Очекуваме да излезе монографија и еден портрет за мојата 45 годишна работа досега. Рисима, уште еднаш наискрени честитки и благодарам за одвоеното време и за овој интервју. Ви благодарам многу за поканата.